Ново издание на емисијата Наплодна на Охрид Ньюз. Добар ден. Денеска ќе разговараме за една успешна дама, една успешна приказна и една многу голема награда која што ја доби изминатите денови. Станува збор за господјата Ангела Јолаковска од АСППАК, која што е прогласена за меѓу 10 најуспешни жени менаџерки кај нас и во регионот. Ангела, добре ни дојдовте. Ви честитам за наградата. Навистина, благодарам на поканава. Ова е награда и за вас, и за вашата компанија каде што работите, но и за нашиот град, нели? Така е. И баш беше интересно што самава ситуација, значи сега со социјалниве мрежи сме присутни, објавуваме и така натаму, одекна силно и ние со оглед на тоа дека не сме медиумски личности, ова излезе некако интересно, бидејќи за нашава работа не се запознае ни голем круг на луѓе. Да, ја сега ќе ги запознаем. Да. Како е да се биде меѓу 10 најуспешни жени менаџерки во земјава и во регионот? Па да ви кажам, мислев дека нема да е толку интересно и дека ќе е напорно, ама не. Имав прилика, значи, да се запознам со исто така уште 9 други успешни жени во секоја во својата област, од различни области. И од самиот настан од организацијата на Марили, маркетинг агенцијата, сум многу задоволна. Тоа беше една прекрасна дружба. Така. И сум задоволна што прифатив да го направам ова, бидејќи самиот принцип на ова признание, ќе го речам, не е награда, ова е признание, се базира на тоа да колегите, соработниците ве кандидираат. Значи, тие се задоволни од вашата работа и мене посебно ми е задоволство што имале доверба во мене, толку голема доверба, значи ме ценеле се тоа време и еве дојде до ситуација да тие на некој начин се пофалат со мене, да ме предложат. Значи, не е ова нешто што сам го правиш, па еве јас ќе речам јас сум добра или најдобра, но туку тоа го прават со работниците и колегите и затоа ми е особено драго. Да, па тоа е еден најубав комплимент, нели? Да. Кога живееме во едно општество каде секој се надпреварува, многу е убаво кога колегите се поддржуваат. Така. Да. Многу е битно тоа и ние, значи, со АСППАК сте запознаени во градов и пошироко. Да. Ќе зборуваме и во емисијава за компанијата за работењето, иако нели во нашиот град веќе се знае што представува АСППАК. Како ја дочека оваа вест од компанијата? Тие се многу горди со мене. Да, така. И јас на нив исто така, и тој го кажав таму и на настанот. Значи, беше спонтано, јас сум природно искрена, значи нема кај мене криење на емоции, иако професијава ми е прилично рационална. Така. Она уметничкото во мене еве си дозволува и да си го изразам, значи она природното што го имам, не да едноставно да се воздржувам и така натаму, затоа што животот, голем дел од животот го поминуваме на работа со тие луѓе, можеби најповеќе, повеќе отколку со тие што сме дома и мене ми е многу битно еве што тие тоа го ценеле и ме предложиле. Наградата или признанието, како што велите, го посветувате на вашиот татко? Може да ни откриете зошто? Да, јас професијата наследив од татко ми. Значи, уште како дете, како средношколец, учев тука средно економска школа и потоа како студент, секогаш му помагав во работата, тој работеше цел живот сметководство. Мислам дека ќе беше премногу горд да го видеше сето ова, макар да се надевам и од некаде го гледа. Горда сум од аспект на тоа не само за самата работа. Знаете, да се биде успешен менаџер, воопшто да се биде успешен во било која работа, мислам дека се пресудни личните карактеристики. И токму за нив е заслужен татко ми. Тој ме научи првото и најважното нешто. Вика, ќе го завршиш образованието, можеш да бидеш во животот многу успешен. Така. Меѓутоа, немој да престанеш да бидеш чесен човек. Само тоа ќе те тера напред. И потоа нормално преку воспитание. Така. Преку образование, преку труд, принципиелност, преку себе унапредување, преку надпреварување со самиот себе и сопствените лимити што скромноста ти ги наметнува. Така. Се достигнува до некаков успех. И викам скромност намерно, затоа што ако човек се отпушти и вика да, јас ве знам се можам, тука нема напредок. Значи само со скромност и со постојано учење се достигнува и надградување. Јас и ден денес многу учам.
Многу, мислам, секојдневно и работата ни е таква, имаме промени на законска регулатива и така натаму, и тоа мора постојано, значи, да си во тек со се што се случува. Пак ќе речам, особено сум горда на татко ми, затоа што тој е заслужен за личност, за таа личност со која што сум јас денеска. Така, баш убава. Да, и професијата јас ја наследив негова. Така. 26 години сте во оваа работа. Да, Како и е да тоа се како биде менаџер. жена менаџер во Македонија? И тоа како менаџер. Знаеме колку кризи Да. имавме, еве сега и скоро пред 2 години нели ковид криза, сето тоа влијаеше и на бизнисите. Какво е вашето искуство до сега? Видете, во суштина не е само битно да си способен. Јас нема ова да го наречам среќа, ама многу е битно да работиш во права околина. Да ти се вретнува трудот, да е тоа една успешна компанија како АСП-ПАК. Значи, да не се плашиш за стабилноста, бидејќи фирмата не само што е ликвидна, него и е просперитетна и тоа е незината компетитивна предност пред другите компании. Ние работиме за извоз и тоа ми дава една убава слобода да можам да се изразам. Како е да се биде менаџер? За мене е едноставно, затоа што како што нас спомнав, покрај тоа што се градиш сами од себе си, се трудиш и да имаш убава интеракција и со тимот. Значи, тоа е една константна убава енергија што се трудам да ја споделам и да ги мотивирам. Покажувам одредено ниво на самоиницијативност и за возврат, мислам дека доста од нив имам покренато, значи да застанат на тој пат и да преземат одлуки, и да станат поодважни, и да станат комплетни професионални личности. За жена. Мислам дека не е голема разликата од да се биде жена менаџер или маж менаџер. Има ли стереотипи се уште кон жените во бизнисот? Мислам дека да, макар да јас не сакам така да размислувам, меѓутоа има во секој случај и не го сваќам како некој ограничување. Не го сваќам затоа што не ни обраќам внимание на такви работи, така? Јас се трудам да сум најдобра во тоа што го правам, никогаш совршена, нема такви работи. Нема таков, не постои таков човек. Не постои таков човек. Меѓутоа не сакам да ја гледам така. Сега имаме ние како жени посебни карактеристики кои што не разликуваат и тоа е сосем природно. Од тие што ни помагаат да бидеме подобри менаџери понекогаш, сега, значи нема апсолутни работи, дека сме почувствителни, со самото тоа имаме повеќе сенс за одредени работи, многу сме поупорни и потврдоглави. И тоа ни носи кон напред. Сметам дека е успешна комбинација. Така, значи, според вас многу е важна компанијата во која што работите за успех и личен успех? Секако и компанијата и државата. Значи, државата треба да нуди можности. За една компанија, за еден поединец и така натаму. Меѓутоа, крајно пак е индивидуално колку од тоа ќе успееш да се искажеш себе си, да го искористиш, како да речам. Ама тоа што АСП-ПАК е компанија, сега ќе речем веќе од светски ранг, не е воопшто сеедно. Значи не е воопшто сеедно. Слободни сме, комотни сме, континуирано вложуваме, значи и во знаење, и во технологии, и тоа ми дава едно чувство на слобода, исполнетост на работа, комодитет. Ми ги прифаќа, значи, ставовите, одлуките, имаат доверба во мене. Тоа многу значи. Така да мислам дека заемно многу се разбираме и се надевам дека тоа така и ќе продолжи во иднина на задоволство на сите. Така, ајде малце околу компанијата, со што се занимава, нели рековме граѓаните знаат, но ајде да раскажеме и покрај вашата успешна приказна и успешната приказна на АСП-ПАК. Така. АСП-ПАК е семејна компанија, знаете сите, општествено одговорна, со тоа исто така се запознаени, функционира од 2000 година со само 20 вработени и со помал капацитет на производство и на локалниот пазар, значи во Македонија, Албанија, Србија и така натаму. Тука, значи, од тука до Грција максимум, за да денес е веќе значен субјект во светски рамки. Ние извезуваме на 5 континенти. 99% од производството ни е наменето за извоз. Извезуваме во 15 земји членки на Европска Унија. Во Израел, како значаен
сегмент ќе го спомнам посебно Израел. Понатаму извезуваме во САД, Канада, преку наши дистрибутери во Австралија и во Јужна Афричка република, мислам во Јужна Афричка република, добро реков, во Јужна и во Средна Америка, значи преку дистрибутери сме секаде застапени. И претежно... Како се пробивте на пазарите? Како беше тоа пробивање изминативе сите години? Па добро, можеби затоа, за тој аспект повеќе би можеле да кажат еве директно тие што се засегнати за делото на маркетингот, меѓутоа јас еве од моите сознанија интересно е пробивањето. Почнувајќи од сопственикот Петар Спасовски, значи кој почнал така ете со мал пазар, меѓутоа има големо знаење, тоа е една енциклопедија од личност. Не знам колку и во градов го познаваат вака, да речам директно и интимно, меѓутоа со посети на саеми, со непосредни контакти. И можам да ви кажам дека и ден денеска имаме клиенти со кои што еве да речам во наводници со поглед се разбираме, значи и договорите ни се лесна работа. Колку вработени сега број компанијата? Па околу 260. Значи од 20 до 260. Да. Браво. Иначе аз се попаке за вработување на инвалиди. Сега законските измени нешто ќе го променат тоа, меѓутоа не случајно реков општествено одговорна компанија, значи тоа е една енергија, една синергија помеѓу сите вработени, како една голема фамилија, па дури и јас како дел од менаџментот, која што единствена можеби не сум од буквално фамилијата, се чувствувам како дел од фамилијата затоа што така функционираме. Нема друг начин. Освен општествено одговорна и еколошка компанија, така? Да, и сега работиме значи со нови видови на технологии, со полиетилен, биоразградливи материјали, бидејќи се занимава со производство на полиетиленски плетени рашел, полиетиленски вреќи и мрежи кои што доаѓаат и во допир со храна. Работиме по високи европски стандарди. Мораме да ги испочитуваме, ако сакате да извезувате Европа, мора се да испочитувате. Значи не само тоа, него и ние самите сакаме, значи да се движиме со времето и да види тоа секако што треба. Да, единствена компанија од ваков тип во државава? Да, и во државава и мислам дека и во блискава околина. Да, нешто мислам дека и во блискава околина нешто имаше малку Србија, ама не ништо значајно сега. Така да сме. Од друга страна пак ја спомнавте кризата. Така. Значи беше предизвик. Глобално беше предизвик. Меѓутоа нашето производство е за есенцијални човечки потреби. Спомнав пакување на земјоделски производи, значи има за заштита на насади и оранжерии, за пакување на еве да ги спомнам и лалиња и маслинки. Значи се употребува во градежништвото, за заштитни скелиња, за брендирање на тениски терени. И така натаму, значи има една палета од над 1000 производи, кои што вака која е таа фирма за производство на вреќи и мрежи. Си мислите какви се тие вреќи и мрежи, значи има еден над 1000 производи кои што имаат различна намена и пак ќе речам тие се за есенцијални потреби, не се за луксус. Токму тоа е нашата предност во време од криза, да ние практично и не го почувствувавме проблемот. Значи практично и не го почувствуваме проблемот. Секако тоа си е и од менаџментот, и од подмладокот на компанијата, синовите на газдата кои што се од пред неколку години со нас, кои успешно се вклопија во целата таа приказна, кои што го пратат пазарот и потребите. И сето тоа да видиме така, да го заокружиме како еден заеднички успех и константно напредување, не знам како да ви кажам, полни се со планови. Полни се со планови, мене ми е предизвик да работам со нив, да се вклучам во таа помлада генерација и да биде тоа на крај една успешна приказна, на радост на сите и на задоволство. Значи мора да се задоволен на работа. Јас викам, ако одиш, а нешто не ти се допаѓа, не е во ред. Да. Отварате ли можности за вработување постојано во компанијата? Да, имаме некаква флуктуација на работна сила која што не е значајна.
Меѓутоа, константно имаме можности за вработување и исто така сакам да напоменам дека во план и веќе се почнат подготвителни активности за изградба на современ фабрички комплекс на крајот од градот, кој што ќе даде значи уште поголеми можности за напредување на самата работа, на целокупниот перформанс, ама и на задоволство на вработените да работат во добри услови и така натаму, и со солидни плати и така натаму. Да, ќе се вратиме уште малце на настанот, каде што ве прогласија нели меѓу 10 неуспешни жени менаџерки. Кога раскажувавте од која компанија доаѓате, како реагира останатите господи кои што се во тој список, нели? И од кој бранши се имаше исто представнички? Имаше од инженери, имаше жени инженери, имаше забни доктори, како да речем, дентисти, значи, така, имаше, да се сетам што друго имаше од осигурување. Се не можам можда во моментов на сите да се сетам и главно не се познавав со господите. Имавме прилика, значи утрото беше организиран форум на тема енергетската ефикасност и предизвиците на овие нови времења. И имав прилика, значи, дел од нив да ги запознам. Меѓутоа, после нашите излагања, на форумот беше присутен и Спасе Спасевски, значи, раководител за менаџер за развој на компанијата и син на собственикот. И тој имаше свое излагање како панелист. На основа неговото излагање и моето представување, бидејќи имаше кратко видео со кое што не представија, значи, на останатите учесници. И на основа тоа, да ви кажам, право имав многу честитки и во негово име, и во свое име на вечерта. И за одредени бевме и на вистинско изненадување, да речам, на вечерта. Сега, оваа манифестација од регионален карактер, веќе од минатата година, имаше присутни и од претежно, значи регионален, кој ќе речам, мислам на Балканов. На поблискиот регион. Така, за сега на поблискиот регион. Имаше годинава од Војводина и од Косово, исто успешни, многу успешни жени. Едната беше од консалтинг компанија, другата беше, не знам, некоја си организација на UNDP или не знам како беше, ама во секој случај интересни жени со интересни излагања и сето тоа беше баш пријатно. Тоа баш радува дека жените се во секоја област, во секоја сфера успешни. Да, можат и да ве уплашат кога ќе се здружите со нив ако сте маж, а имав прилика да ме пратат од моиве најблиски најмили, викаат овие се женишта. Да, во секоја смисла на зборот. Така. И доста успешни, стабилни. Тоа е супер што се подржуваме една со друга, нели? Да. Имавте ли трема на самиот настан? Да, и тоа го признав. Штом се приближив до микрофонот и реков срцето лупа. И сите вика браво. Тоа се емоции, да. Значи срцето лупа. Јас во суштина имам настапи пред поголема група на луѓе. Работам одамна, и пред група на луѓе некогаш ќе настапиш. Не е никаков проблем, меѓутоа можда емоцијата си го прави своето. Така. Меѓутоа додржав, кажав тоа што имав да кажам. Така, и задоволна сум генерално. Да, на крајот нека да све на разговорот, кои се вашите планови, идни планови? Добро, јас и понатаму се гледам во компанијата. Ви спомнав во неврзан разговор дека АСП пак има фирма ќерка на компанијата, тоа е АСП Консалтинг, каде што сум дел од собствеништвото и менаџер на истата. Компанијата е за сметководство, правен и даночен консалтинг. Можам да кажам дека како дел од плановите првични ми се да се екипираме. Знаете, тука посебно во Охрид е тешко со кадар од таков калибар. Јас не сметам дека очекувањата ни се преголеми. Меѓутоа, можноста за искуства, да стекнат искуство досега беше многу мала. Многу мала, а за да створиш кадар, ти се потребни минимум 2 години, нели? Да. И така некако изминува времето. Тука се гледам насочено и секако во овие проекти кои што АСП пак покрај производството ги работи надвор, го дисперзира бизнисот.
Значи, знаете дека вложуваме во енергетиката, сега е популарно, го има и на социјалните мрежи, имаме фотонапонски централи, фотоволтаични, значи имаме хидроцентрали, собствеништво. Дел сме од инвеститорите, од менеджментот на биогасна електрана во Сарамзалино, во Лозово, која е еден интересен проект и кој што имав задоволство да учествувам уште од самите почетоци, од самото градење. Сега веќе произведуваме електрична енергија. Најавите се дека и понатаму ќе се шириме, значи ќе се вложува капиталот, ќе се зголемуваат капацитетите од аспект, затоа што енергијава излезе дека е значи енергетско осамостојување на самава компанија НАСАП пак излезе дека е значаен предизвик на новото време. Так. И тоа ми е задоволство што се виде уште и пред енергетскава криза, значи пред кризава со ковидот. Значи, собствениците размислуваа визионерски, уште пред да се актуализира. И се ние со АСП Консалтинг сакаме, значи, да тоа израсне, не го викам сметководствено биро намерно, затоа што не ни размислувам за таква работа. Значи, сега е време на управувачко сметководство. Сега имате програми кои што сами ги работат основните работи. Ние треба да работиме визионерски и да имаме знаење за да ги напредуваме процесите. Значи, да не е тој историски показател за работата на компанијата, ами за управување. Значи, да знаеме какви одлуки да донесеме. Идеите, фала Богу, им се визионерски, ги имаат премногу. Да, само треба да се реализираат постепено. Не очекуваат предизвици, затоа и се викаат предизвици, меѓутоа сметам дека и досега и одсега сум била спремна за се ново што следува. Не се плашите. Гледам како предизвик, и одиме понатаму, само здравје сите да не служи и да одиме понатаму. Да, ви посакувам успех и за крај сакам една порака да упатите до нашите гледачки, потенцирам гледачки, до сите оние жени кои што сега започнуваат со бизнис, кој е вашиот совет? Мојот совет е да не се плашат. Ама и оно што досега од правење на интервјуа што го имам видено е дека не да заборават. Образованието е во ред работа. Меѓутоа, градењето на една успешна личност е само со работа. Чекор по чекор. Мора да се почне од основните работи, за да еден ден станете успешен менаџер кој што ќе може да контролира својата работа и работата на другите, истовремено да го мотивира тимот, за да биде тоа една убава енергија и за да значи напредок на секое поле за компанијата или било што друго да работат. Значи чекор по чекор, да не се плашат од работа, затоа што само преку работа се учи, така ние сме почнале. Така. За да можеш некого да го исконтролираш што работи, мора да го знаеш секој наједноставен процес што попатно ќе го сретнеш. Така. Многу убава порака и многу убави информации. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Ви честитам на признанието, ви посакувам уште многу титули и награди и се дружиме повторно во следна прилика. Фала многу, се најубаво, поздрав. Така, ви благодарам. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте со Напладне. Се дружиме повторно следниот понеделник. Довидување.